Прво да кажам дека идејата на она што го правиме во Зокум не е сите настани да прераснуваат во традиционални, туку секоја година да се одбележува по некој значаен датум. Така, минатата година го посветивме на Евгенија Шуплинова, која потекнува од прилепското село Тополчани, а е една од првите поетеси со збирка објавена уште во 1960 година. Годинава еден значаен јубилеј, 110 години од роѓањето на поетот Волче Наумчевски, значаен токму заради збирката Иди пролет, објавена во 1939 година, која представува прва збирка во повоена Југославија, објавена на македонски јазик. Покрај тоа, тој има придонес и во литературата за деца. Неговата книга 70 цветови беше и дел од лектирните изданија во пред неколку години во македонската литература, и целта ни е не само да секогаш тоа да го правиме сувопарно, туку токму преку младите генерации на млади таленти и да го спомнеме, да го оживиме неговото име на еден начин, но и да им дадеме ветер во грбот на младите таленти. Не случајно ги избравме овие 4 општини: Прилеп, Долнени, Кривогаштани и Крушево, затоа што тоа се општини каде што имаме прекрасни ученици, прекрасни наставници кои се трудат, работат, но често пати не е доволно видлива нивната работа, особено зборувам за селските општини. Значи, прекрасни талентирани деца, но немаат секогаш доволно, можеби, можност да се представат. И затоа ни е драго што на овој конкурс се пријавија 50 на учесници, ментори, и се надевам дека ќе значи за нив, а секако и за нас. На конкурсот по повод 110 годишнината од раѓањето на поетот Волче Наумчевски пристигнаа 50 лични творби од околу 10 ментори од Прилеп и околните општини. Децата пишуваа на различни теми, пишуваа за пролет, пишуваа за другарство, имаше и патриотска поезија. И токму заради тоа, бидејќи јас и Филип познаваме голем дел од нивните ментори, ангажиравме независна комисија. Во комисијата е поетесата Вера Андон, која што имаше за задача да ги оцени творбите на децата, пристигнатите творби, и да им додели награди. Значи, ова е еден целосно непристрасен конкурс и наградите се избрани од нашата Вера Андон. Да, ова прв пат ми е и мојата творба се вика Пролет. Долга зима што молче студено, се буди светот, се станува зелено. Сонцето шепнува, време е сега да тргне животот со почеток нов, од дното па нагоре, стравот да бега. Теона Стојановска и идам од училиштето Блаже Коневски. Каква творба имаше денеска? За Божик. Што се зборува? Зошто токму Божик? Не знам, најубав празник ми е. Божикњу утро песна пее, среќа, мир и топлина се. Божикњу гранче искри прави, во мојот дом денес Божик се слави. Јас сум Галина Митреска од општинско основно училиште Госи Делчев. Јас оставив песната бидејќи таа ми буди голема љубов кон пролетта и таа ни дава живот. Што најмногу сакаш ки пролетта? Па кога летат пепелутките, кога се развива процесот на цвеќината. Така. Пролетта не е странец што одново тропа на врата. Таа како воин на бојно поле влегува тивко, преку пукнатините на студот, преку очите што долго боја чекале, преку срцата што како лист трепереле и се плашеле. Се плашеле да поверуваат дека студот ќе исчезне. Мене ме инспирираше да ја напишам песнава, бидејќи јас многу ја сакам пролетта. Пролетна песна. Кокече мало бело и сјајно, како кристално звонче дзуни, и од зимскиот сон тоа се буди. Доаѓа пролетта тивка и нежна, сонцето весело сјае, земјата веќе не е снежна, ветрето е топло веќе, носи мирис од свежо цвеќе, и пчелички весело летаат ете. Полето зелено и тоа се буди, шарени цвеќиња нуди, на пролетната убавина секој се чуди. Ние доаѓаме од основното училиште Никола Карев од Крушево. Имавме доволен број заинтересирани ученици кои што учествуваа во овој конкурс. За нас искрено беше еден убав мотив, бидејќи пред се беше темата многу убава, со еден голем спектар
спектар на креативност каде што можат да се изразат учениците, бидејќи сите ја сакаме нели пролетта и таа ни е символ на едно ново поглавје од годината која што ни носи цвеќиња, сонце, позитивна енергија и сето тоа, и мислам дека не беше доволно и само една творба, можат во многу повеќе да напишат на оваа тема. Секогаш е неисцрпна и ни нуди многу инспирација. Вашето училиште има долга традиција на поети и писатели кои што излегле токму од таму. Знам дека имате и активна драмска секција и така натаму. Колку сте задоволни од активностите кои што како училиште ги правите? Па имаме континуирани активности, учениците ги мотивираме на различни начини, имаме заинтересираност за учество и мислам дека ќе продолжиме и понатаму да твориме и работиме.